Po цели 6 години нови инвеститори го открија Штип, две нови компании ќе се појават, а италијанската компанија Кондево ќе го проширува своето производство. Имото зголемување некаде се движи од плановите се од 50% зголемување, што значи инвестицијата која што има првично 35 милиони евра да биде зголемена за 50%, а исто така да биде зголемен и бројот на вработени кои што се во моментов на ниво од 107 вработени да биде зголемено на бројка од 150 вработени до средината на годината и на поголема бројка со воведување на нови производи. Кондево е италијанска компанија која во Штип е присутна од 2015 година и се занимава со производство на делови за бојлери. Сакам да потенцирам исто така дека се надеваме на успешна соработка и веќе разговаравме со премиерот за тоа. Живме и кажавме дека сакаме да дуплираме нашата инвестиција. Веруваме во луѓето од оваа земја. Други зборови, мислиме дека ова е точното место за да каде можеме да успееме во еднина. Кондево е една од трите странски инвестиции кои работат во ТИР Штип, има најави дека наскоро на нив ќе им се придружат најмалку уште две. Веќе сме во фаза на разговори, односно многу брзо ќе објавиме новата инвестиција која што ќе дојде во технолошко-индустријската развојна зона во Штип во делот на фармацијата, а веќе разговараме со една голема странска компанија која што наскоро исто така треба да донесе одлука да вложи тука, така што интензивно се подготвуваме и за тие инвеститори, меѓутоа за многу повеќе кои што ги очекуваме во зоните кои што се надвор од Скопје. Поради сево ова во ТИР Штип во тек е најголемата инвестиција во инфраструктурата. Се инвестираат 7 милиони евра во подобрување на патната инфраструктура, изградба на фекална и атмосферска канализација како и на водоводна мрежа. Планот е патот да биде споен со експресниот пат Штип-Кочани, што ќе овозможи ставање на нови парцели во функција за кој целата инфраструктура ќе биде целосно подготвена. Инаку во ТИР зоните во државата работат околу 13.000 лица, а просечната плата е 28.600 денари. Од владата најавуваат дополнителни инвестиции од 190 милиони евра и вработување на нови 2700 работници.